Почитувани гледачи, наш вечерашен гостин во емисијата во потрага по вистинскиот збор е писателот Мирче Нешовски. Нешовски е првенствено поет, но исто така е и автор кој што пишува проза, раскази и романи, преведува и исто така е автор и на една книга за деца и млади. Но, како и секој друг автор, така и Нешовски има свое родно место, а тоа е Скопје, или попрецизно, тоа е населбата Кисела Вода. Па би сакал, Нешовски, да се навратите малку во вашето детство, во вашите најрани години и да ни кажете нешто повеќе за тоа. Повелете. Прво ви благодарам. Јас потекнувам точно кај рампа, кај Кисела Вода, веднаш поблизо е до центар, отколку други населби како што се Капиштеци и останато. Меѓутоа, моето потекло, семејно генеалошко стебло, Лоза, семејната лоза, е дедо ми Спасо слегол 1983 година од Долно Солунје, намерно потенцирам Солунје, не Сонје, слегол во Скопје и се населил во Крњево, која куќа и ден денеска се уште постои. Тоа е едната лоза, по татко ми. Другата лоза, или втората лоза е по мајка ми, од семејството Фенеровци, чие што потекло е од до црквата Свети Елена и Константин. Куќата им била, две куќи имале, близу до самата црква. Самото место се викало Ново Мало, до Олимписки базен. Земјотресот ги сруши тие две куќи. Меѓутоа, самото семејство... Ти, извини, вие во која куќа сте родени? Во куќата од вашиот татко, да речем, или од вашата мајка? Имено, почнав тоа да го објаснам. Да. Татко ми на местото на Фенеровци, кај што беа нивите, после рампа се вели тоа. Да. Имале тука бавчи ниви. Бавчите биле во Скопје одма до самиот центар. Да, да. И татко ми изградил и мајка ми изградиле куќа на мирезот од мајка ми во семејството на Фенеровци. Така. И јас сум самиот роден во самата куќа во Фенеровци, таму кај што сум и цел живот живеел до 36-та или 8-та година. Од животот, вашиот? Од мојот живот. Да. Значи сте поминале фактички, речиси 40 години во куќа, во родната куќа? Во родната куќа, која што имаше, речиси 1000 квадрати, околу имаше се и се што да не речем, бевме цел парк од зеленило, од дрвја. Во минатото на тие бавчи или ниви растел, сакам да појаснам за луѓето кои што го познаваат или не познаваат Скопје, раснеле голем бостан, значи на тие ниви, огромни лубеници, бостан, но имаше јас кој поминувал од тука до крајот, до 11 октомври сегашен. Добро. Каде што тие јазови се прелеваа. Во самото прелевање во нивите се прелевале и риби.
Така да имале и риби во нивите, што е малце Да. апсурдно и интересно за тие што не ги знаат тие ситуации. Да. Потоа, за војната да ве потсетам, Добро. за Втората светска војна, бидејќи близо беше комбинатот, Тутунски комбинат, каде што евреите беа во концлогор, моите не можеа да, како се вели, не беа спокојни, со ноќи од нивниот ви и од тескобата на евреите кои завивале во моментот за вода и за храна. Така да, потресни. тој дел од Скопје е меморија која што мора да се меморира постојано заради тескобите, не заради некои политички причини и дневни ситуации. Татко ми, значи, е роден во Скопје, татко ми Борис, е роден 1903 година, а запишан во 1905 година за да не биде земен аскер. Потоа, познат е потоа дека истиот во денот кога Цветан Димов беше затворен во участокот, е сведок татко ми како го фрлаат во участокот. Татко ми бил спасен од некој Чичко Доротеј, кој што имал кафеана Маргер, а по долги години, не сакајки случајно, јас се сетив дека и на син ми сум устал име Доротеј. Чичко Доротеј, кафеаната претходно седеле покрај татко ми, Доротеј и Алексо Зорвас, кој што сите го викаат денес Грг Зорвас. Седели и биле боеми по цели ноќи, изборувале за естетиката, да не речам. Убаво е, Нешовски, што не вративте во минатото, направивте еден, навистина, би рекол, прекрасен спој на илиндескиот период, кога се родил вашиот татко Борис. Подоцна го поврзавте со партизанскиот народно-ослободителен период преку Цветан Димов. Не навративте и на Старо Скопје, на кафеаната Маргер. Вие сте скопјанец. Го помните Скопје од вашето најрано детство, како што рековте, со големи дворови, со многу зеленило, и сигурно денешното Скопје, односно денешното Скопје, не може да се спореди со тоа Скопје. Но, сакам да ве прашам, покрај тие мала игрите што ги имавте како деца, за кои што подоцна прекрасно истражуваше и бележеше и нашиот колега Данило Коцевски, ајде уште малку говорете ни за тој детско-младешки ваш личен период во Старо Скопје, во тоа Скопје кое што веќе исчезна и го нема. Уште малку навратете се на тој период. Почнуваме и самите да го забараваме своето младешко живење. Меѓутоа во Скопје имаше еден елан, восхит, радост, сите бевме ентузијазам, сите волонтерско работење. Сите бевме во една енергија, во едно чувство, блиски, како едно семејство. И корзо заедничко. Дури и корзото беше заедничко, што се однесува до тие соодноси. Ние во Скопје имавме чувство дека се е пролет, што се вели. Се е ентузијазам. Немаше некое чувство на отуѓеност. Денеска почнува таа отуѓеност да се бележи. И не случајно има дури една населба што се вика Пролет во нашево Скопје. Пролет беше таа населба која беше блиска до центарот и која што ден денеска екзистира и која што
подсетува на тоа дека Скопје било полетно и пролетно. Нешовски, дали во Скопје, после тоа годишно време пролет, одеднаш дојде есен? Пред малку сакавте да кажете дека многу се нагли, многу се драстични тие промени на тогашни и сегашниот живот. Позната есента на патриархот Романот. Да. Така, патриархот постои, секогаш постојат тие циркулации на промени. Имено Скопје како град кој што циркулираше во сите сфери, како и централен коридор на Балканот, сега коридорите се познати. Во Скопје циркулира сите тековини и на народи, низ вековите, не само сега, и цивилизации, од антички период до денес. Така да Скопје затоа е копје, крстопат, крстосница. Е копје, светло копје на иднината врз кое се движат духовните вредности. Затоа Скопје е центар на духовната светлост. Так. Сакам да ве прашам нешоски за влијанието на членовите од вашето семејство. Сеедно, дали била вашата баба, дедо, татко, мајка, брат, сестра, кој влијаеше врз вас најмногу да ја засакате книгата, подоцна да читате самите, па и да пишувате? Кој ви ги раскажуваше првите приказни? Кој ве воведе во тој свет на фантазија, на имагинација, на волшебство? Прво, јас да почнам повторно од дедо ми Спасо, кој што подосна дознам дека во основа неговиот акцент бил на фирмопишеци и сликарство. Така. За кое што ја многу во постари години дознав. Ама и лично вие го имате тој ген. Така. Ја сакате ликовната уметност, пишувате за ликовната уметност. Со сликарството почнав на мои млади години, а се здобив со Југословенска тогашна награда на мои 16, неполно 16 години. Веќе кога почнав за сликарството да потенцирам ако кажете го да потенцирам дека бе во ликовен клуб во работнички тогаш дом, во дома на градежните работници. Не, во работнички дом. Таму во работнички дом кај Теофил Шулаковски, добро. каде што бевме во една уметничка секција, јас, Евтин Плетников, Владимир Величковски и Слободан Живковски. Е сега до душа некои стана ликовни критичари, некои стана ликовни творци, познати творци, посебно Живковски постана како архитект и сликар. Владимир Величковски меѓу другото имаше изложби и сликар и критичар. И сликар и критичар. А ти Евтим критичар? Ликовни. Јас ликовен критичар, меѓутоа со помал обем. Добро. Не се експонирав до крај, бидејќи имав едно 30 ликовни критики и тука престанав со ликовни критики. Но продолжија во ликовната уметност вашите синови, и тоа да го кажеме, генетиката продолжува. А што се однесува до поетскиот однос, во моето семејство... Кој влијаеше врз вас? Почнавте во моето семејство, преку вашиот дедо, кажавте? Во моето семејство доаѓа луѓе од Долно Солње. Така. Или Соње, како што е. Така. И ги пеева песните за моите војводи дедовци, за дедо ми Зафир, за другите војводи и во моето семејство се пеева особено македонски патриотски песни. И така татко ми го нарекува Борис Македонецот. Инаку познат во цела Кисела вода, може и пошироко. Од Борис Македонецот и после и од брат ми Душко Нешевски успеавме да научиме многу народни песни. Татко ми, например, немаше песна која што не ја знаеше народно да ја испее. И од тие народни песни
се раѓа и после поетот, се подразбира. Апсолутно, апсолутно. Во семејното стебло, Големи се тие влијанија. семејното стебло дури би рекол и почнуваат. судбински. Има една ситуација што може би е политичка или не е политичка. Има една ситуација, Тодор, пожарникар или полицаец, кој беше во квартот, ми донесе едни народни песни од него, што ги напишал. Меѓутоа, апсурдно да биде понатаму, 70 и некоја година, кога го затворија Јонче Да. Котевски, го сретнувам Тодор, вели јас бев тој што му зборував за бомбите, меѓутоа тој не беше виновен, тој воопшто не беше учесник во тие бомби. Добро, значи вие како млади луѓе, како деца, да речем, подоцна како момчиња, сте имале комуникација не само семејна, внатрешна со вашите членови на семејството, туку и надворешна, сте комуницирале и со од други автори, други луѓе, други личности, но многу е битно да ми кажете кое беше влијанието подоцна во школските, во ученичките клупи, што се вели, кои беа тие учители, ваши наставници, кои исто така ве воведоа во литературата и на одреден начин влијаја да ја засакате книгата, читањето и пишувањето? Вака, од второ до четврто Добро. деление ми беше учителка Славка Саздова, која што е сестра на Томе Саздов. На Томе Саздов, да. Тогаш беше Саздова. Да. А потоа по македонски јазик ми Инаку беше... само да кажеме Томе Саздов за гледачите, универзитетски професор, истражувач на фолклорот и продолжете. Од 5 до 8 ми беше Катерина презиме, не знам, професорка по наставничка по македонски јазик. Меѓутоа, кога почнав да пишувам и кога почнав да објавувам, Добро, тоа беше подоцна, ќе дојдеме до тој период. Значи, сепак... Славка Да. кажала на мојата колешка Румена, новинарка во Вечер тогаш. Румена Равановска Тубевска. Така, вели, јас мислев дека тој повеќе за математика е не за поезија, значи тој период на Значи, вистина повеќе таленти. на логиката и на математиката, Так, посвен так. чуден е абсурд како се свртев од логиката и на Нешовски, друг сооднос. јас се извинувам малку што ве прекинувам, но тоа го правам поради 45 минути на оваа емисија. Имаме многу ваши книги за кои што сакам да проговориме. Вашиот опус е богат, па затоа сега полека ќе се префрлиме на вашите студентски денови. Вие дипломиравте на Филолошкиот факултет во Скопје. Порано таа група се викаше Југословенска книжевност со македонски јазик, но што е битно? Вие таму имате многу значајни професори. Ќе кажете ли кои беа тие професори со чии што предавања слушавте, со кои што разговаравте и кои што извршија едно, јас би рекол, главно влијание врз вас и врз вашето подоцнежно литературно творештво? Вака, професорите речиси не ми извршија некое влијание. Добро. Бидејќи јас македонски монолог од Гане Тодоровски, уште како дете го читав на Вардар под врбите, Да. одев со велосипед и Да. таму си го читав. Така, да пред да дојдам на факултет, јас веќе ја абсорбирав целата нивна поетска ризница. Так. Кога дојдов на факултет, се подразбире, имав еден случај. Кои беа другите професори? Го спомнавте Гане. Меѓутоа сигурно Каралампие Блаже Коневски. Гане, Каралампие Полекојќи. на Блаже сакав да застанам, на Добре. Блаже Коневски. Повелете. Одам на испит на Блаже Коневски, односно требаше семинарска да направам. Добро. И ми вели професорот,
Вели, од каде си, викам, јас сум стар Скопјанец. Така. Не. Вели, од каде е татко ти? Татко ми е роден во Скопје. Да. Не, вика, а дедо ти? Знае, викам, професоре, од Долно Солње. Да. Вика, јас досега не сум сретнал професор на факултетот со таков чист македонски акцент. Так. Само тоа да го кажам како некако пофалба, како да. апсолвирање, туку често го кажам тоа и во еден запис во моите романи го кажам. Добро, тоа е анегдота, анегдотите се вистински случаи. Сигурно би било посебно задоволство и чест да ви предава Блаже Конески и повеќе други професори од негов, сега да не речеме ранг, ама сериозни автори, или како што велеше Димитар Солев, и автори и авторитети. Значи, Нешовски, вие на филолошкиот факултет имате сериозни професори, но кои беа ваши колеги? Со кого вие тогаш другарувавте, дружевте? Со кого почнавте да пишувате заедно? Го споменавте Димитар Митрев. Да. Јас му одам на испит на Димитар Митрев. Добро. Носам нормално глобус кој што го купи во Рим. Добро. Рози од мојот двор и поетската книга. И ме гледа, вика, дајте ми ја поетската книга. И му ја дам. И истата вечер во друштво на писатели, Димитар Митрев... Да, повеќе го привлекли и од розите и од глобуса. Димитар Митрев му вели на Михаил Ренежов, бидејќи знаеше кој сум што. Вика, дојде, вика, Нешовски да полага со тоа и тоа. Да, со цел арсенал. Со цел арсенал. Така да ми привлекоа сите професори, беа прекрасни професори. Да, голема работа е привилегија да ви предава Митрев, Конески, големи професори имаше покрај нив, имаше и големи други професори сега. Апсолутно. Сега, не ми одговоривте, кои беа ваши врсници, врснички, со кого заедно пишувавте, со кого настапувавте на читања, подоцна, на промоции? Генерацијски тоа варира 2-3 години напред, назад. Да. Значи, како да почнем од Евтим Клетников, Сандеј Стојчевски, потоа Глигор Стојковски, тоа е така наречениот Мито Спасовски, наречениот четврти круг во македонската литература. Така, варира 2-3 години, затоа почнувам да. Милован Стефановски исто така. Ако се сетам уште на некој што... Добро, голем е бројот на врсниците ваши, кои што пишувале тогаш и се уште пишуваат, кои што објавија книги, добија значајни награди и признанија, но животот сакаше вие голем дел од вашиот живот да го поминете, да работите во Народната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Не работев многу, 45 години. Само 45 години. Само 45 години би сакал уште 45 години да работев. Тоа е еден живот поминат покрај книгите. Имаше еден прекрасен сооднос, бидејќи некој може да забележа дека јас бев доле во сутеренот, кај што имаше слаба светлост, кај што беа сите книги, и кај што јас преку ден морав да прочитам, барем делумно, површно, 20 до 30 публикации. Тоа не е малку, тоа е сериозен опус, мислам, активен. 20 до 30 книги. Меѓутоа, побитно е од сето ова што вие почнавте да го кажувате. Да. Јас направив една голема мисија која што никој не ја знае. Добре. А сега сакам да ја обелоденам. Слободно. Јас со Харвард соработував. Добре. Јас годишно праќав по 500 до 1000 публикации во Харвард. Браво. Каде што ја пропагирав македонската литература и книжевност. Одлично. И амбасадорот претходен беше фасциниран дека јас сум направил таков пробив. Браво. Во Америка. Ако книгите кај нас не се депонирани,
публикациите. Нема да ви кажам ни вам колку имате ваши публикации. Да. Ќе проверите Да. колку се депонирани и заштитени во Харвард, дека македонскиот дух обстојува не овде со векови и таму. Браво, изворедна информација кажате. Ова малку го знаат, меѓутоа или никој не го знае, јас сакам да го кажам. Одлично. Значи, вие стоите за тој проект, Јас за стојам таа за тој активност. проект и бидејќи мисијата Изворедно. за среќа успеа, значи имаше некојаш и појаду публикации годишно, кои што одеа во Харвард. Изворедно. Сега сакам да ве прашам. Вие ја објавивте вашата прва книга, јас сакам и да ја покажам на гледачите, Прозорец на светот. На сводот. Се извинувам, на сводот, во издание на Книжевната младина Македонија во едицијата Алфа. Ова едиција всушност беше една изворена, би рекол, врвна селекција на најдоброто што го создаваат младите автори. Тоа беше конкурс анонимен на кој што се испраќа и тоа под шифра ракописите и комисијата го избираше најдобриот ракопис и го објавуваше. Навистина, ова едиција Алфа и Книжевната младина недостасуваат и сега во денешниот миг. Вие влеговте со оваа книга Прозорец на сводот во македонската литература и постојано се движевте по една нагорна линија. Но зошто се определивте токму за поезијата во тој ваш прв, би рекол, младешки период? Се извор на светлината и од зборот почнува се. Так. Значи, дури и поезијата и прозата има поетични соодноси. Зависи како поезија во проза, проза во поезија. Да. Вие формите ги знаете Да, подобро. апсолутно. Меѓутоа и прозата некојаш раскажувачка. Има многу поетски елементи. Движење Инкорпорира меѓутоа поезија во себе. Поезија. Так. Јас, интересно е тоа што кажавте дека анонимен конкурс. Јас толку бев тогаш во вознесение да го употребам тој оригинален збор. Прозорец на сводот анонимно подпишан со Мирче Нешовски. Значи, толку анонимно беше. Многу анонимно. И шифрата беше Мирче Нешовски. Шифрата беше академик Герој Старилов кој ми откри и селектори кој што даде многу убави пофалбени зборови искажани. Мислеше дека тоа е шифра. Така. До крајен момент мислеше дека тоа е шифра. За среќа му се допадна. Да. Дури и во неговите избрани дела го застапи тој дел од текстот. Така. Таа едиција требаше да продолжи не заради млади поети, туку заради екзистенција на творештвото. Сега млади поети. Голема празнина се чувствува токму за таа едиција и за Книжевната младина. Сега да ја споменам таа паралела, во Кина има 1.300-400 милиони жители, од кои што преку милион жители пишуваат поезија. Да. Намерно ја потенцирам таа паралела, бидејќи чуму му е на светот кога цел свет е поетски настроен и во поетскиот дискурс, меѓутоа не се читаат меѓу себе си. Тоа е поентата. Так. Поентата е дека се чита во еден затворен круг. Да. И кога ќе ми речат пишуваш херметични, затворено. Да. Пишувам за двајца, за тројца. Не пишувам за публика. Публиката е шлагер, сезона. Имаме ситуации каде што пејачи или пејачи кои што се познати во народот, за кратко исчезнуваат, меѓутоа обстојува трајното, вечното, иманентното, духовно илустрирано како творештво. Добро е што повлековте една паралела меѓу пишувањето, објавувањето и читањето. Факт е дека бројот на читатели од секогаш бил селективен, мал
и ние би сакале секојаш да е поголем, меѓутоа убаво рековте, не станува збор само за масовност, туку од другата страна станува збор за елитност, односно за одбрана публика и одбрани читатели. Но, исто така убаво забележавте дека поезијата е се присутна, поезијата е и во прозата, поезијата и во драмата. Безмалку се е поезија и поезија има секаде околу нас, па и во воздухот. Но, вие покрај поезијата сте автор и на повеќе прозни книги, на раскази и на романи. Па би сакал сега малку да проговорите токму за тоа, за вашите романи, бидејќи во последниот период вие напишавте и обелоденивте, односно објавивте, повеќе обемни ваши романескни дела. Имено и во романите се проткајува, сега да не цитирам од писателите, се пројавува поетската линија. Неопходно е лирската линија да има кај писатели кои што пишува. Тој е Готфрид Бен, например, покрај романот Каде беше Адаме, голем дел има поетски пластови, каде што објаснува каде бил Адам, односно за Втората светска војна, кога постел нацизмот. Така да тие соодноси се рефлексија на едното со другото. Прозата е осиромашена ако е само суровен раскажување или новинарска публицистичка. Оплемената ако има лирски елементи внатре. Така да во самата романенска структура, каде што идам во потрага по битието секаде, и во поезијата и во останатото, и по битието, интелехијата или демиургот, или како што во еден момент кога ја читаше интелехија Анте Стамаш во Струшки вечер на поезија, му ја дабам да ја чита во хотелот Бисер и вели, и се обидов да го прашам, и он ми вели Бог. Со еден збор ми кажа што пишува во неа. Од кога ја прочита, вика Бог. Значи, Господ, демиург, се создател. Со еден збор познатиот критичар... Само да им кажеме на гледачите, Анте Стамаќ беше познат универзитетски професор, теоретичар, критичар од Загреб, Хрватска. Така, со една латентна или изразна форма, само со еден Бог го кажа цела дефиниција. Сега, сакам да кажам дека вие Нешовски сте, и пред малку тоа малку го спомнавме, сте и критичар и есеист. Имате објавено поголем број есеи, посветени и на литературното и на ликовното творештво. И она што е можне битно, можне специфично, можне оригинално за вас и за вашиот стил на пишување. Вие пишувате со многу символи, во вашиот ракопис има многу начитаност, многу сентенци, многу мисловни пораки, и сакам да ве прашам, сега ве прашувам и како критичар и како есеист. Каде оди македонската современа литература? Оди ли постојано по некоја нагорна линија, одржува ли некоја статус-кво, состојба, или пак оди по надолна линија, бидејќи денеска и премногу се пишува, и премногу се објавува, веќе и не се рецензираат книгите, нема строга селекција, нема критериуми, нарушен е вредносниот систем, завладеа ли еден хаос и една анархија
во овој книжевен простор? Јас од млади години се поткавав со начелата на книжевната критика од Ричардс и од многу принципи за структурата на книжевната критика. Значи, посочував на мои млади години, на 73-та година, дека критичарите заостануваат или се тешко обременети со некои други ситуации во денешното време, во тогашното денешно време и сегашно време, со други ситуации во кои што не ја следат, да наречем, екзибицијата на творечкиот дискурс, бидејќи творештвото не е само принципи и начела на тоа од 19, од 16, 17, 18, 19 век. Тоа кажал, тоа и тоа треба да биде. Сега има други ситуации, да не речем и хибридно постоење, има многу модалитети, многу нијанси. Во кои што се менува ситуациите и сензациите на творечкиот дискурс, во кои сензации има и апсурд на имагинацијата. Тој апсурд на имагинацијата, кој што почнува да се забележува кај Маларме и Верлен, уште кога Верлен му го поканува со сонетите, Маларме да објави сонети таму во неговиот вестник, сега не се сеќавам името на француски, каде што имаше едиција Уклети песници или проклети поети. Значи, тој принцип на проклети поети уште на крајот од 19 век почнува, продолжува од 19 и 20 век, и тие проклети поети обстојуваат без тие валоризации или процедури на повторно преиспитување на поетскиот дискурс. Поетските критичари или воопшто критичарите залутуваат, познато е тоа дека низ вековите залутуваат, фалат соодветни автори, на крај сосема спротивно времето, забот на времето ги валоризира сосема другите автори. Не треба да е тешко ако имаш херметизам или абстракција, или ако, како што некаде јас гледам, јас, например, по претпоставка, не пишувам тешко, тоа пишувам кога ќе ми дојде, надојде духовниот, како се вика, звезден порив. Ама нешовски... Ама има ситуации кај што некои кои што никогаш не пишуваат, по еден порив, лесно ги запишуваат работи и убаво. Значи, нема тука околу тоа дали академизам или не академизам. Има ситуација кај што критичарите се академски критичари, а ја промашуваат, не забележувам, не сакам имиња да кажам, имам некои имиња, меѓутоа не сакам да забележам, туку заостануваат на иновацијата, на новите тенденции. Дали од млади, заостануваат за текстот. Да ве прашам директно. Ќе пишуваат ли сите, а никој тоа нема да го чита? Доаѓаме во една многу сериозна критична фаза. Јас размислов во таа тема и мислев дека има мала читачка публика, но интересно е дека читачите засега, читателите на публикации на книги засега драстично се зголема, што мене ми стана абсурд. Може да се види по тие издавачи или, како да речам, книжарници, каде што се купува масовно книги, масовно промоции, и мене ми изненадува, бидејќи јас самиот помислив дека веќе тоа е време каде што има затишје. Меѓутоа немало затишје, има експлозија. Добро, има нова млада читателска публика. Што ме радува, Таа е многу строга, многу селективна, чита многу и на странските јазици, дали на англиски, дали на италијански, дали на шпански или другите јазици, но чита и оригинална македонска литература.
а кога сме тука, кај македонската литература и нашето современо творештво, сакам, бидејќи наближува и крајот на емисијата, да проговориме и за вашата книга за деца и млади, Вселенко. Тоа е еден многу необичен, експериментален роман за деца. И оваа книга, всушност, како пред малку, пред да ја започнеме емисијата, ми рековте, е еден експеримент, една иновација, за кое што вие наидувате на комплименти од ваши колеги, кои што сметаат дека ваква слична книга, вакво слично издание досега немаат видено, немаат прочитано. Во оваа книга има многу илустрации и верувам дека оваа книга допрва, можеби и по оваа емисија, ќе биде побарана, разгледана и прочитана. Кажете малку повеќе за оваа книга, повелете. Ова публикација испадна коинцидентно. Се ми дорете били напише една детска книга. Така. Бидејќи керката му само што му се роди по неколку години, јас велам, ајде една детска книга да напишем. Меѓутоа, за Вселената, за звездите, за планетите. Целата книга е патот на низ созвездијата, тргнуваме храбро весели. Сакаш да прочитам? Не, камерата покажува, не да прочиташ, листе ги. Добро. Немаме време за читање, емисијата ја завршуваме. Или звездочасец, или звездоносец. Да. Потоа облаците ги вртевме на малиот прст. Так. И така натака се е ново. Так. Еве вака сега. Дојдовме до крајот на емисијата и ние имаме една практика, веќе вообичаена, во ова наша така наречена бела книга, вие ќе изберете една од овие бои, со која сакате да пишувате. Ајде, со црвената. Ја сум црвена. Овдека ќе го напишете вашето име и презиме, денешниот датум 16.10.2023 година и овдека, ве молам, не го вртете за да биде како книга. Овде? Да, значи овдека име и презиме, овдека датумот, а овдека една ваша мисла, една ваша порака, една сентенца, еден збор, бидејќи од овие свитоци, што вие, вторите учесници во емисијата ги подпишувате, ние подоцна ќе направиме и изложба 16.10, а вие додека пишувате 2023 година, јас сакам да, а овдека треба да напишете мислата од оваа страна, значи овдека вашата мисла, вашата порака, додека тоа го правите, сакам да кажам дека ми беше навистина драго што дојдовте денеска во нашата емисија, да гостувате, донесовте дел од вашите книги, од вашето творештво и посакувам да напишете, да создадете и да објавите и нови дела, за нив да добиете нови читатели, награди и признанија и сакам на крајот со рака да ви честитам за се досега што имате направено и да се гледаме само по убави вакви и слични поводи. Се надеваме дека светот се движи кон светлината. Да, апсолутно.